Струмичките здруженија ги презентираа идејните проекти што ќе се реализираат со финансиска поддршка на општина Струмица. Денеска во домот на АРМ представници на здруженијата кажаа какви се нивните проекти, што ќе значат за општината и каков е планот за реализација. И оваа година Сдруженијето на граѓани SkyPlus доби одредена финансиски средства за реализација на еден проект за кој што сметаме дека е од суштинско значење. Имено станува збор за пакување на хигиенски влошки кои што треба да пристигнат до средношколките, затоа што бројките во средните училишта ни се фрапантни. Најмногу со последните анализи кои што се направени од Обединетите нации, а станува збор за дигиталното насилство. Со отварањето на кутијата од хигиенските влошки, внатре ќе стојат упатствата како да стигнат до помош и поддршка за заштита од насилство врз девојките. Quo Vadis ad Astra е релативно ново здружение кое што втора година поред аплицираше за финансиска поддршка од K1 програмата на општина Струмица и имаме став да искажеме една голема благодарност, бидејќи како ново здружение, особено првата година, ни беше еден вид стартап помош. За да годинава веќе имаме еден проект кој што е доста побогат, како содржински, така и во поглед на обем и вклученост на повеќе релевантни чинители. Општината не само како финансиски поддржувач, за нас е суштински и да биде вклучена како релевантен чинител и сите вклучени да бидат во еден вид симбиоза и соработка. Проектот е интердисциплинарен и има за цел да афирмира, поддржи и зајакне меѓународната соработка, да ги унапреди интеркултурните вештини кај младите преку нивно директно вклучување во размена на добри практики во полето на културата, образованието и кај младинските организации. Градоначалникот Костадинов вели дека е задоволен од понудените проекти. Струмица секогаш сака да афирмира таа силна соработка со невладиниот сектор, со граѓанските организации, и навистина не само како коректор, туку и како унапредувач на сите општински процеси и политики во рамки на нормално функционирањето на општина Струмица. Токму овој денешен настан е чекор напред кон зголемување на транспарентноста во однос каде завршуваат граѓанските финанси, оти градоначалникот не финансира со пари од сопствениот джеп, туку со пари од буџетот на општина Струмица. Јас сум задоволен од соработката со граѓанскиот сектор. Оваа година имавме 3 повици. Нормално првиот повик беше Г1, поддршка за локален економски развој, каде што имаме над 20 апликанти. Вториот повик е В2, се однесува на социјалната заштита и третиот повик се однесуваше од програмата за еднакви можности помеѓу мажите и жените, каде што имаме неколку апликанти кои што се поддржани. Во континуитет го креваме износот во однос на поддршка на граѓанските организации. Секоја апликација која што стигна до нас беше разгледана од страна на комисија, формирана при општина Струмица, при секторот за локален економски развој, и сите беа поддржани. Јас овде повикувам да што е можно повеќе граѓански организации партиципираат на јавните повици, и само на тој начин ќе направат притисок кон општината и кон Советот да ја зголеми сумата за нивна поддршка. Дали ги оправдуваат средствата? Секако дека да, во најголема мера, но затоа се важни настаните, ова за прв пат го организираме во општина Струмица, како што го организираме денеска, за да можат прво да слушнат општинската администрација, да слушне градоначалникот. Многу е важна динамиката на реализација. За вкупно 26 проекти од трите програми за локален економски развој и туризам, социјална заштита и еднакви можности меѓу жените и мажите, општинската поддршка изнесува околу 6 милиони денари.